Денес можеме слободно да констатираме дека Груевски и ВМРО-ДПМН се целосно опиени од ова 4-годишно владење. Паднаа во вода сите тврдења на Груевски дека е политичар од народот и за народот. Го повикавме заедно со Бранко Црвенковски да ги посети стечајните работници во Куманово, кои со месеци штрajкуваат со глад. Одби, нема храброст да се соочи со жртвите од неговото министерување во владата на Љупчо Ѓоргиевски. Додека Црвенковски се среќава со млекопроизводителите од Битолско, пченичарите од Прилепско или занечиите од старата Скопска чаршија и го повикува да се отрезни и наместо 200 милиони евра народни пари да ги потроши на мегаломанскиот забеган проект Скопје 2014-18 да ги искористи за решавање на нивните проблеми, Груевски емитува приземни спотови. Во вторникот стечајните работници штрajкуваа пред неговата влада. Паѓаа во несвест од изгладнетост, се туркаа со бројното обезбедување и оградите кои требаше во наводници да го заштитат Груевски од сопствениот народ, а тој ладно им соопшти дека не може да го реши нивниот проблем, бидејќи не се дел од неговата програма. Денес, пред неговата влада штрajкува и фармерите, жртви на неговите лажни ветувања и пропаднати инвестиции Сведмилк. Груевски ги излажа, дозволи парите да им бидат украдени, ги тепаше затоа што си го бараа ветеното и згора се им поднесе кривични пријави. Врв на неговата отуѓеност од сопствениот народ е упорното одбивање да ги реши проблемите кои самиот им ги направи на луѓето. Наместо да ги употреби 200 милиони евра народни пари за да ги реши проблемите на народот, Груевски ќе се ги задоволува личните хирови со неговиот мегаломански и забеган проект Скопје 2014-2018. Бидејќи Груевски и ВМРО-ДПМН се меракли за емитување на лажни спотови, ние денес го промовираме спотот за вистината за Македонија 2010 година. Кај се вашите пари? А имат пари споменици да го хитат само площадот. Ние не постоиме. Нели ги е срам? Повелете прашање? Повелете. следните на Бранко Црвенковски со граѓаните, тито исто така исто спотови, сега ќе да прикажат како Бранко Црвенковски го тепов народ. Па видите, колку и да сакаат Груевски и ВМРО-ДПМН или колку и да се обидуваат да направат конфузија во јавноста со емитување на приземни спотови од минатото, вчера Ѓорче Петров, денес Битпазар, утре би можеби Куклиш, тоа не е ништо во споредба со само еден пример. Војниот конфликт во 2001 година. Влада на Љупчо Ѓоргиевски, десна рака Никола Груевски, жртви, цивили, раселени лица, сценарио за поделба на Македонија, од кое Груевски никогаш не се откаже.